Почитувани сограѓани, во периодот кога туристичката сезона е започната, ЈП Билјанин Извори носи скандалозна одлука за наплата на паркинг на улиците. Имено, зоната А со највисока цена се проширува, со што во целата должина ќе се наплаќа на следните сообраќајници улици: Илинденска, Цар Самуил, Коста Абраш, Кузман Јосифовски Питуп, а покрај нив во зона А се јавните паркиралишта на дел од булевар Македонски просветители, Кеј Македонија, Партизанска, Димитар Влахов, Јане Сандански, Стара автобуска и кај Старата стоковна чина. Одлуката со проширување на зоните, особено зона А, значи по автоматизам поскапување на цените за паркинг. Во зона Б, нелогично се вметнуваат улици каде што таква услуга никогаш нема. Дури се дрзнуваат булевар Туристичка, која што е магистрален пат, да го узурпираат за наплатување паркинг. Во стариот дел на градот, кој што е репрезентативен дел, наместо зона без возила, сега и трите непосетувани улици и туристите ќе бидат паркинг и ќе се наплатат. ВМРО ДПМН го повикува градоначалникот Стојановски веднаш да побара поништување на оваа скандалозна одлука на управниот одбор на ЈП Билјанин Извори и истата да не ја става како точка на дневен ред на следната седница на Совет. Наместо безидејноста на градоначалникот, му препорачуваме да се запати со капитални проекти, како што е изградба на катни гаражи. ВМРО ДПМН не е против модерен начин на наплата за паркирање со испраќање на СМС порака, но не може тоа да се прави без пилот проекти во туристичка сезона. Им објаснивте ли на вработените што ќе се случи со нив и каква ќе биде нивната иднина? Охрид паметни. Граѓаните на Охрид паметат дека СДСМ еднаш ја признаа грешката со начинот на управување на паркинзите што ја поремети туристичката сезона и живењето. ВМРО ДПМН нема да дозволи повторно партиските интереси да се стават пред интересите на Охрид.